Македонија го добива првиот иновативен парк N99, место каде под еден кров ќе се спојат технологијата и иновацијата. Целта на овој парк е поттикнување на нова технолошка револуција, фокусирајќи се на вештачката интелигенција и длабоката технологија. Според основачите, паркот е замислен како место за синергија меѓу научно-технолошките знања и стартап компаниите. Под еден кров сакаме да примениме еден нов екосистем и еден нов економски модел, каде што викаме ги повикуваме сите да дојдат да креираат дома и да продаваме во странство. N99 Technologies или N99 технологии соработува со преку 43 земји глобално, интернационално. Работиме на доста пазари, представуваме доста компании и ова ќе биде еден хаб, една можност за нашите талентирани и за нашите веќе искусни сениори, да не речам истражувачи, научници, бизнисмени. Поделен на 4 сектори, паркот треба да ги обедини студентите, предприемачите, државните институции. Овде ќе се надоградуваат, учат и создаваат. Во паркот е сместени првиот хуманоиден робот Алшар, кој ќе биде и професорот од иднината. Тука моментално се наоѓаме во училницата на иднината, така го нарековме овај амфитеатар, каде што се наоѓа првиот хуманоиден робот Алшар, изработен целосно во Македонија, и тој има улога на професор од иднината. Еден скромен обид за трансформација на образованието во Македонија со помош на роботиката и вештачката интелигенција. Во арената за сајбер безбедност, компаниите ќе учат да ги препознаат сајбер нападите, но и како да се одбранат од нив. Овој концепт на црвени син тим, нели, на македонски, да кажам, нели, Blue and Red Team, одамна познат во едукацијата во областа на сајбер безбедноста и се однесува на, нели, слушателите кои што се обучуваат да бидат експерти во сајбер безбедноста, да почувствуваат како и на страната на напаѓачите и што се напаѓачите прават за да пробијат еден, нели, систем, еден компјутерски систем или една мрежа. А во делот на Blue Team улогата, практично како да се одбраниме од тие напади со сите познати алатки и методи за одбрана од сајбер напади. За државата ваквите иницијативи се бенефит, да создаваме средина во која технолошките компании ќе можат да растат, а стартапите ќе можат да останат и да остваруваат овде, порача министрот за дигитална трансформација. Во време кога државите се надпреваруваат преку знаење, иновации и технолошки капацитет, создавањето вакви простори е многу повеќе од инвестиција во инфраструктура. Тоа е инвестиција во идеи, талент и иднината. Она што особено ме охрабрува е што оваа иницијатива е водена од домашна визија и предприемништво. Иновативниот парк N99 веќе соработува и комуницира со над 40 компании на глобално ниво. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.